Александар Књазев има најдолг стаж, околу 37 години, во првиот тим на КК Работнички, од што 13 како одличен кошаркар, а 24 успешен и како главен тренер, односно тренер. Бил лидер, но и капитен, вклучително и кога прв пат 1964-та тимот се пласираше во првата лига. Во 72-та, на своји 32 години, стана главен тренер на прва лига од Работнички, а во 73-та помошен тренер во репрезентацијата на светските шампиони Југославија. Како кошаркар, тренер, односно главен тренер, беше дел од тимот што 10 години поред играше во првата лига. Со Књазев во стручниот штаб, во Јукупот, Работнички 2 пати беше финалист и еднаш полуфиналист. Беше главен тренер на Работнички во првите 2 сезони во независна Македонија со 2 двојни круни. Прв селектор е на репрезентацијата на Македонија. Оствари рекордни 5 триумфи како главен тренер во купот. Беше дел од стручниот штаб што се пласираше со тимот во полуфиналите во купот Радивој Кораќ пред точно 50 години. И син му Ѓорги Књазев беше одличен кошаркар и во Работнички и во репрезентацијата. Што за вас значи Работнички? Работнички е мојата кариера, мојот живот. Какви беа условите во кои трениравте? Дали се играше најмногу поради љубов во почетните години? Сите тога почнавме, немаше никакви финансиски надокнади, игравме чисто од љубов, сакавме кошарката си, сакавме цело наше друштво што беше на почеток од Работнички, беше малскиот состав од другарите што дружевме околу стадионот, односно близината на парк. Бевте неколку години капитен, најдобар кошаркар и најдобар стрелец за Работнички. Како доживувавте честа да ја носите капитенска талента? А тогаш бев ја као капитен од кога влегнавме во првата лига, бев као најстар по возраст и нормално бев и најдобар играч, меѓутоа тоа идеше по возраст да бидам капитен на кошаркашкиот клуб Работнички. Може да ни кажете за вашиот рекорд по број на поени во првата лига на Југославија? Па имам некои записи, онакво е стално извештајот, меѓутоа една најинтересантен податок беше кога игравме во првата лига со екипата на Локомотива од Загреб. И тоа се играше тога и надвор. На таа утакмица губевме во еден поголем период. И Лазо Лечик дигна руки, вика, што сакаш прави, вика, не знам што да ви кажем. Јас превземав само ловата и од секоја позиција шутирав, и тоа и немаше тројки. И мислам, дадов, знам дека 38 поена, меѓутоа ги победевме 68-66, мислам. Не знам тачно резултатот, имам некаде запишено. Тој ми е најголем, иначе тука бев измеѓу 20-30 поена на секој напред. Тренизите беа тешки, трениравте некогаш и по 3 пати. Дали е вистина дека слабеевте по неколку кила во текот на секој тренинг? Не сме имале статистика за такви податоци, да ви кажем право, тешки. 3 пати не сме тренирали, 3 пати. 2 пати сигурно. 2 пати почнавме, кога видовме дека едино на физичка спрема можеме, бидејќи екипата наша беше слаба, со дефицитарна, да кажем, од двометраши, бевме сите ниски и сите резултати можевме да ги постигнеме само со брзина. Као играчи, многу нема што да се каже, со Лазо, тој кариерата играчка му беше помалку, до 61 година, 62. Иначе бевме многу коректни, ние двајцата одраснавме као деца од улица и бевме покасно, чак толку бевме заедно. Ја му бев кум на свадбата 63 година. Бевте многу сложни и право другарство владееше во екипата. Кога влегнавме у лига од 70 година понавака, многу бевме сложни, беше као една фамилија. Би сакал, ако може да се навратите, неколку пати настапивте во квалификации за влез во прва лига, а конечно по неколку обиди во 64 година се избори Работнички за враќање во првата лига.
представници на Република Македонија учествувавме на квалификацијата за влагање во прва лига во Велени. Тони беа противници, имаше Србија, тој бе најспремни, да кажем, или екипата на Сплит, во која игра Тврдич, Сканси, браќата Тврдич, три браќа бе, не знам мој бекот од центарот што беше, и они беа меѓу најдобрите, меѓутоа ние со нив изигравме многу тесно, мислам изгубиме 3-4 разлика и тога видовме дека ми имаме многу блиско квалитет за да продолжиме да се надпреваруваме понатак. Така да следната година по клjuč квалификацијата требаше да се одржат во Скопје. Ние цела зима работевме, се спремавме така да на тие квалификации учествува екипа од Кварнер, Ријека Кварнер, екипа од Србија и Слован од Љубљана. И тука ми успеавме првите два иде од прва лига, успеавме со Слован да се класираме 64-та година на квалификациите за влагање во првата лига. Дали може да се присетиме на еден убав податок кога што туку дојдени во работнички во 57 година го освоивте третото место на државното младинско првенство во Белград? Тоа беше јуниорско првенство кој се играше на Калемегдан во Белград, тога се играше надвор, Калемегдан на земји. Меѓутоа Звезда имаше стаклени табли и тоа многу беше интересантно. Ние прв пат идеме на стаклени табли, све мислеме празно, све дека топката иде у аут. Така да, док се адаптиравме, не требаше сигурно мал период од престојот во Белград. Меѓутоа, многу успешно игравме. Освоивме трето место. Прва беше Звезда, втора беше Олимпија Љубљана, ние бевме трети, а после овие другите Борис Бања Лука и Иванград, Црна Гора. По завршување на успешната кариера на Бургу, станавте најмлад главен тренер во првата лига на најсилната светска кошаркарска велесила Југославија. На 30 години станавте главен тренер на работнички. Какво признание го доживавте тоа? Нормално беше. Лазар имаше некој проблем со клубот и го напушти и отиде у Бордаш Чачак. И сега, као тренер во Македонија, едино ја бев така професионално зафата и морам да се нафатам на тренерската работа. По година-две добивте уште поголемо признание, станавте тренер во репрезентација на Југославија, со која освоивте и медали на големи надпреварувања на турнеа во Америка, Балканијада. 73-та година веќе бев у преседништвото на Југославија као представник на Македонија и тој требаше да се оди на турнеа, се вика тој универзитетска турнеа во Америка. Тогаш бев повикан и јас од Сојуз на Југославија, кошаркашкиот сојуз, да учествувам као помошник на Мирко Новосар, кој беше тој главен тренер на репстицата на Југославија. Дали би можеле нешто да ни кажете за жал покојните големи имиња во историјата на клубот Благој Георгиевски Буштур и Јанко Луковски, на кои едно кратко време и бевте соиграч, а потоа и бевте и тренер, односно главен тренер во првиот тим. Благој Георгиевски, он е помлад од Јанко и од останатите, он е 70-та година и меѓутоа 50-та година роден. Тој многу брзо влегна со своите агресивна игра, многу голема борбеност и стана еден од носителите на играта во работнички. Многу амбициозен, многу дисциплиниран играч. Јанко исто така беше со јак карактер, многу амбициозни и не признава никаква победа на противничкиот тим и стално се боре. За Георгиевски, за Јанко Луковски може се похвално да се изразам, бидејќи тие беа многу приврзани во клубот, многу амбициозни, дисциплинирани и го сакаа многу клубот и не признаваа никаков пораз, се бореа на последните сили да извојуваме што подобар резултат. Спорт за првите години од осамостојувањето на Македонија, кога како главен тренер работнички освоивте две двојни круни 93 и 94 година, а 93 станавте првиот селектор на Македонија на квалификациите во Вроцлав. Требаше да идеме на квалификации во Вроцлав, таму председател беше Демелковски. На 2 на 3 собравме репстација и отидовме таму без никакви припреми, меѓутоа таму имавме јака
група, беа Румунија и Хрватска, кај што не можевме со нив никаков резултат да направиме, тој беше и Дражен Петрович за Хрватска играше, така да останавме да не влегнеме понатак по такмичењето. Речи се сите кошаркари на тие квалификации беа поранешни или во моментот играчи на работнички? Поголем дел беа од работнички, не знам од страна дали имавме никој од Варда или ова, не се сеќам. Работнички беше десетина години стабилен преводеаш во Југославија, конкурентен со сите, често и во горниот дел на табелата. Вие како тренер два пати имавте финале во Купот на Југославија, полуфинале во Купот на победниците на куповите. Што е она што го одликуваше Работнички како голем клуб и екипата како добра? Работнички беше многу храбар, стално се очекуваше да го дадат својот максимум на сите надпревари, надпреварувањето во првата лига. Учествувавме на два пати, може после на три пати у 73-та мислам година на квалификациите. Во финалите на Купот. Во финалите на Купот против Раднички. Раднички, кој тој загубивме. Потоа бевме у Славонскиот Брод. Најголемиот успех може беше 88 година, кога влегнавме на Final Four на Југославија меѓу екипите на Партизан, Цибона и Југопластика Поп. Ние како втори играчи, ние успеавме да се пласираме на тие Final Four надпревари, победувајќи ги како втори лигаши екипите на Црвена звезда, Шибеник и Морнарод Бар. Кошаркар, и тоа може успешен, исто играше за Работнички, беше репрезентативец на Македонија, подоцна стана и магистер, и вашиот син Ѓорги Књазев, популарниот Жора. Што да кажем, тоа ни е кошарката и спортот во фамилијата и бевме задоени со кошарката. Така и он продолжи по стапките на татко му, стигна до степенот на игра за репстација на Македонија. Да се навратиме на Работнички во поглед на јубилеите. Каква порака вие би испратиле по повод големиот јубилеј 80 години постоење на КК Работнички? Па и со средбата на градоначалникот Јерасимовски, најавме исто разговор за напредување на играта на Работнички и штета е што поред салата што се направи да нема играчи и да кажеме состав кој равноправно ќе се надпреварува во Македонската лига со МЗТ и ТФТ и тие другите. Тоа е за нас штета, меѓутоа што може да се поручи. Најпрво сигурно е финансиите да се зголемат, да се добијат стручен кадар, може да и сега го имаат, меѓутоа да се донесат играчи и да се обрати најголема пажња на младиот кадар во Македонија што постои. За да се има добар успех една екипа, мора да има собствен кадар. Затоа што тие се за нијанса подобри од нашите, а не даваат некој многу голем квалитет или да остават трага за овие нашите млади играчи да земат, да кажеме, некои финеси. Дали очекувате Работнички во блиска иднина да стане повторно најдобар клуб во Македонија? Па ја би бил среќен да биде тоа, меѓутоа процесот на стварање кошаркаши многу далеч. Колку тешко ви паѓа тоа што Работнички не е успешен како некогаш? Па нормално дека ми паѓа тешко. Што поеше да се каже. И би сакал на крајот уште два момента. Бевте првиот ракометен репрезентативец на Македонија, во 60-тите години имавте медал од големо надпреварување. За медалите имам со репстацијата на Југославија. Као помошник на ново сел на Балканијадата во Истанбул. Златна медаља со овие со златната генерација на Југославија, што се Чосич, Славнич, Дали Пагеш, Дели Башич, така натака. Тоа други медали. Имам, например, два пати бев прогласен за тренер на годината на Македонија. 93 и 94 мислам. Не, 93 еднаш у Работнички, еднаш у МЗТ. 96 година кога победивме Реал Мадрид. Јас бевме тоа четврто место во групата. Преминавте едно време во зенитот на кариерата како играч во Црвена звезда, па набрзо се вратите во Работнички. Не,
Тоа не беше некој премин, меѓутоа после земјотресот, пошто ние тука немавме беше што да бараме, бев во Београд, таму имав пријатели, бев во Цветковиќ, меѓутоа тога се играше есен и пролет и требаше во есента да идам да потпишам за Звезда. Меѓутоа тога Лазар Лечич се вратил в Скопје и организиравме квалификации за влагање во првата лига као работнички, како кажавме претходно велење, и така таа авантура со Звезда заврши тука. Ја се вратив во Скопје и останав во Скопје. Дали би сакале на крај да кажете нешто за работнички кој клуб во вашето срце? Што може да треба, само им пожелувам све најдобро и да док сум ја жив да гледаме некои надпревари и работнички да се врати на сцената, ако може баш и на европски план. Ви благодариме, господин Александар. Предноста беше што кај мене, покрај физичката спрема, ја бев цела година спремен физички, без разлика дали сум тренирал или не. И знаев дека добра одбрана е услов за добар напад.